Добар ден! Добродојдовте во емисијата Слободен печат. Јас сум Христина Наумов и тука сум со Мија Ивановиќ. и ние сме ученици од основното општинско училиште Кузман Јосифовски Питу и денес сме дојдени да го представиме училиштето. На учените работи во вашиот школски проект за креирање на школскиот весник? Ние сме сепак тука да научиме и да стекнеме нови вештини и знаења, со сите ученици некако ќе се групираме и секој своето ќе го каже и така некако всушност целиот весник ќе го создадеме, ќе го креираме, направиме. Од се што научивме, ќе собереме други новости и ќе го направиме нашиот школски весник. Што ви изгледаше најинтересно во процесот на создавање на весник? Информациите што ги собравме од горното и од долното училиште. Добивме многу информации од сите оделенија од 1 до 9. Имаше многу интересни информации, многу забавни, привлечни за луѓето да ги читаат. Мене дефинитивно режијата многу ми се допадна, некако така целото видео да е на тебе и само ти онака да го направиш за така целата држава да го гледа, тоа некако ми се чини толку интересно и дека ти целото тоа треба да го направиш и после ти ќе бидеш причината зашто сите ја дознаваат таа вест и зашто сите се запознаени со видеото, со информацијата. Ние ги користиме социјалните медиуми како изворен алат која особено кај вас помладите добро поминува, затоа што вие сте тие што не следите на Инстаграм, на Фејсбук и на ТикТок во поново време, на начин на кој исто така имаме колешки кои тоа знаат да го направат да биде прикладно за вашата возраст, поинтересно, разиграно, со фотографија, видео и текст, што ќе ве привлече да го отворите токму линкот на кој таа содржина, да речеме, се пренесува на веб страницата, а можеби преку тоа, бидејќи имаме и такви можности во вестникот, читајќи со го вестникот преку така наречен QR код, да ве однесе на вашиот вебсайт кај што ќе го видите видеото со нашите соговорници. Колега, моментално кој не снима? Моментално не снима едно од девојчињата од децата кои што се дојдени кај нас, Кристина. И ќе видиме после како ќе биде снимката. Можеме да видиме како од почеток се прави весникот, нели? Прво се собираат информации, потоа се пишува, па фотографии се собираат, бидејќи весникот без фотографии не е весник. Во врска со фотографиите, тоа би го направило попривлечно сето тоа што ние имаме да го напишеме, да го кажеме, поинтересно, да можат читателите да добијат вистинска слика за што како се случило. Ние научивме како убаво да изгледа весникот, како да го привлекува окото и да може да сака да чита, например, со слики, дали е тоа голем текст, голем наслов, помал текст, понебитен и така натаму. И тие информации многу ни заслужија за ние нашиот весник во нашето училиште, да го направиме повпечатлив и уреден за читателите. Нашиот весник е училишен и во него ќе пишуваме за ученичкиот успех, за ученичките настани активности и така. Новинарот и уредникот треба да процени која информација е приоритетна, а што е тоа што го оптоварува текстот и може да помине на крај. Предпоставувам, нели, кон новинарите тоа е еден бекграунд, значи главната вест оди напред, а се што е како дополнителна информација историски, што го викаме бекграунд, оди назад. На веб завршуваат исто така и сите вести кои што ги прават нашите новинари, авторски текстови, зборувам, кои што завршуваат во утрешниот весник. Веб продукцијата се снимаат прилози, интервјуа, анкети, сите тие завршуваат како текстови на веб порталот и на крајот на
денот, секако и во нашиот весник. Во Слободен печат, јас сум спортски новинар кој што главно работи на печатеното издание, значи на весникот, што се продава нели по трафиките. Имаме уште двајца колеги кои што моментно не се тука, кои што работат на вебсајтот, значи на интернет изданието на Слободен печат. Дечки влеговме во одделот на монтажа и во одделот на фотографите. Значи, ете како новинар кој прави серијали, многу е важно, зависно каква тематика сакате да опфатите. И да интервјуирате човек или да интервјуирате, пример, некоја приказна. Ги вклопуваме најинтересните моменти од целото видео во некој така минута до минута и пол.